Се ценкаме за денар или два, бираме намирници, враќаме производи. Ова е секојдневие на зелените пазари во обид за што помалку пари да се купи поквалитетен производ. И при тоа, сите се фокусирани на целта, а никој не погледнува од онаа страна на тезгата. А таму обично седат луѓе измачени од животот, поминат на отворено цел свој работен век и на минусни и на пекулни температури, без било кој да ги праша како им е. Од 8 почнуваме со работа, па до 5 тука некаде, тоа време. 5. Преку цел ден, и по жешко и така. Не е баш лесно. Па како да ти кажам, тоа е. Кој сака да работи, ќе работи и по такви услови. Вака им е на сите популарно наречените згаджи и на градските пазари, кои во регионот ги има стотина. Јас доваѓам на пазар со бајле од 6 по сата доваѓам и доколку продадам тога и си одам. Среда, недела, понеделник, вторник и среда сум у вај пазар, а у стариот пазар сум у петок. Секојаш носам, 40 години веќе по пазари одам и сега жешко е многу топло. Летно време е тешко да се работи многу, ама шо сме земјоделци, работиме по нешто и мора да се занимаваме со нешто. Високите температури донесоа и промена во навиките на потрошувачите, па продавачите мораат понудата да ја прилагодат на побарувачката. Овоше зимат тоа, лубенички нешто зимат, праска, крушка зима, слива. Сливите се највише трошат, од се поевтинки, 20 динара, 15 како ги најдеш. И тоа е што друго. Нема цял овај летен период, тоа е. Вака од ден во ден, од месец во месец, повеќето од овие луѓе на тезгите минаа години и децении. Но сега, освен времето, им тежи и сиромаштијата, зашто веќе одамна не се купува како некогаш. Гледаш луѓето нагло по половин кило и кило за да земе пиперка, а партиџан некој 2 кила, некој 3, ама ретко. Значи слабо се зима, не се троше. Трошокот не оде, тешко е многу. За земјоделието е многу тешко. Вака пазарџиите ќе тераат до крајот на оваа година. Од до година, ако сакаат да работат, ќе мора да поседуваат посебни лиценци. Покрај тоа, тие ќе треба задолжително да плаќаат пензиско и здравствено осигурување. Лиценцата ќе чини околу 60 евра и ќе се обновува еднаш годишно. Но за разлика од сега, тие ќе имаат и право на бенефициран стаж, што ќе им овозможи барем во пензија да заминат порано.